Почитувани гледачи, добредојавте во уште една нова емисија на серијалот на Родински разговори. Денеска, по многу, навистина долго време, во емисијата е нашиот драг Мартин Буровски. Тој, мислам, ако не се лажам, неколку години не беше дел од Родински разговори. Денеска се враќа со една многу интересна тема, која што според мене и според многумина во родина Македонија е најважниот дел од нашето општество, тоа е образованието. Образованието е темелот на една држава. Без образование немаме држава, немаме младина. Така што мораме да посветиме многу повеќе внимание на целото тоа прашање. Затоа денеска го имаме Мартин. Добро вечер, Мартин. Добро вечер, добро ве најдов. Мило ми е што тука повторно после многу години, веќе две, мислам, ако не се лажам, години и пол, две, повторно си тука. Се надам дека многу почесто ќе ни доаѓа сега. Ти си од пред некое време, пред неколку месеци, ако не се лажам, професор и наставник во гимназијата во Берово, така? Да, точно. Ти си нов наставен кадар. Се надевам дека и новата енергија си ти таа која што треба да биде внесена во нашиот образовен систем. Па сакам да ми кажеш колку време си, како импресии од новата работа? Па вака влегов во една, значи многу, како да кажам, суптилна работа која што таа е жива органска материја. Веќе скоро неполна година сум во образование, нели, каде што јас сакав да влезам во тоа и јас најмногу сакам од секогаш да дискутирам за општо образовни и теми кои што имаат пред се научени, уметнички, културен и едукативен карактер, така сум јас определен и конструиран, така да што во образованието, значи влезам како нов кадар, гледам дека, значи тоа е многу, значи многу вешта работа со која што, значи, треба низ многу работи да се помине за да може да еден професор наставник да се справи со една програма, да ја предаде, значи прето, нели, каде што сме ние поминале низ сите образовни институции, да го навртиш сето тоа, да направиш една цела ретроспектива на целото тоа знаење и умење и сега да дојдеш до една фаза во животот каде што ти влегуваш, значи влегуваш во училница, влегуваш, значи нели ние сите сме биле нели во образование, сите сме биле во училиште, во основно, средно, факултет, нели сите сме седеле на клупа и сме гледале една личност и сега веќе доаѓа време кога Ти си од другата страна и веќе сосема доаѓа чудо што јас тазе сум излезал нели од тие клупи и сега мене треба, значи, нели некој друг да ме слуша како предавам, како, значи како водам настава и тоа е еден многу убав и возбудлив дел, затоа што особено мојот предмет, значи е предмет кој што носи секојдневна нова метода и програма. Јас го предавам едно од најрелаксираните предмети ликовно, каде што треба, нели, да родиме на децата, значи имагинација, фантазија, значи и други, значи да се расшират хоризонтите во однос на гледиште на секојдневниот живот. Така. Интересно е тоа што сега ти си нов кадар, па да направиме, сакам паралела на стариот кадар, што ја нарекува стара школа и ова нова школа на млади кадри. За жал нема премногу млади професори денеска и наставници во македонскиот образовен систем. И покрај тоа да се осврнеме малку на која е вистинската цел на образованието. Нели има образование, нели образ. Не за џабе тоа македонскиот народ добро го формулира. Така да го објасне малку тоа сакам. Значи, целта на образованието, значи јас сега ќе, значи, еве да кажам дека нашата највисока образовна институција го носи името на најголемите наши, нели, словенски просветители, Свети Кирил и Методи, но сакам да кажам дека значи денешното образование што го затекнав јас така како што ми е недадено и ќе треба, нели, да се раководам по него, нема најглавните допирни точки. Значи ги нема допирните точки со светоотечкото таинствено учение од словенските просветители. Секуларноста во образованието, значи, доведе до голем степен да тоа падне на материја, значи на една материја која што треба да се помине, отколку да се соживее, значи образовниот
образованието и да се изгради морален човечки дух, значи со висока интеграција и со висока капацитет и интелект, нели, за да може посебно нели зрело да донесе одлуки и да да функционира во секојдневното општество. Додека значи помладиот кадар и постариот кадар, значи да се соочи денеска еден постар наставник со новата генерација, значи веќе со годините ние немаме физичка енергија толку. Значи помладите генерации, на 98 генерација, мислам дека малку ќе им биде потешко да се соочат со денешните генерации, затоа што значи со денешните генерации треба значи да се има особено големо внимание и трпение. Затоа што тие се доста значи мранливи и кршливи и тука мора да се внимава на педагошкиот пристап. Значи педагогијата е сосема друга работа која што таа е мислам дека треба да е вродена во човек да може да, затоа што и јас сум учел кај мајстори во видни сликари кои што тие секогаш велат дека лесно е да, значи секој може да учи. Да, тоа е точно, дека секој може да учи онаква или таква работа, било каква работа, секој може да учи. Потешко е малку, значи секој да разбере тоа што го учи, нели? Сега пример јас ќе учам математика, да, јас можам да учам, ама дали ќе разберам? Сега следното најточно, значи значи возвишеното прашање во педагогијата е дека најтешко е да се пренесува знаењето. Значи најтешко нешто, значи кажавме дека секој може да учи, уште потешко е да се разбере, а најтешко е значи да пренесува. Значи да имаш една цела материја, да ја соджвакаш, да ја пренесеш, да ја сервираш на ученици од дали се осмолетка, гимназија, понатаму факултет. Така. Ме интересира да направиме една паралела од оној стар систем на учење, на пренесување на знаењето, оној југословенски систем, каде што имаме стриктно седење во клупа и се учи според онаа стриктна програма, нели, не се излегува од тој шаблон зацртан од Министерството за образование кој што го има зададено. И да направиме една паралела според ова денеска наше некое квази образование кое што има мешавина од некое западно прогресивно образование, каде што се метнуваат некои теми и начини на предавање со вештачка интелигенција, со поголема интеракција со учениците, па имаме настава во природа, некои такви интересни работи, имаме и нормално негативни доста од тој западен систем. Кој е соодносот меѓу овие две? Каде се наоѓа Македонија, македонскиот образовен систем? Сега вака, па за да се направи една паралела на стариот и на новиот систем, значи како прво ние не сме живееле нели во тој систем, ние можеме од постарите генерации да учиме за југословенскиот систем, кој што гледаме дека остварил огромен капитал во сите вредности, значи во сите науки, сфери и вредности. Наспроти денешниот систем, да кажеме само со самото тоа што со самата промена и на учебниците ние можеме да направиме една паралела на учебник, например по македонски математика и по ликовно музичко од денешното издание, например 2005 година, 2010 година, и например да направиме споредба со учебникот од 1980 нели во југословенските значи во југословенската граница држава, значи која била, значи кој јак домен на структура на учебник го имале. Тие пред се, значи во денешните времења, значи што е трагично е тоа што наставникот или постаро даскалот е речиси помножен, да не кажам со 0, али помножен е со 1, затоа што немаме ние. Значи веќе наставникот го изгуби авторитетот, го изгуби почита, ја изгуби, како ти кажам, ја изгуби вредноста како значи со потиснување и потценување значи на сите општествени животни околности. Скоро речиси да значи нема право например да повиши тон на текот на часот на ученик, затоа што тоа нели
се санкционира после веднаш затоа што и не самите родители зема големо право нели во образованието да имаат влијание, особено врз наставникот. И тука од една страна кога гледаме на училишна или како да кажам училишна или еден вид на училница на наспроти наставник и ученик, додека со промената ние го знаеме символот на наставник кој е тој човек со син мантил и носи дневник под раката и шета низ ходниците. Сега земено со воведувањето на електронските дневници, например, јас да го земам лаптопот со електронскиот дневник и да шетам низ ходник, јас се осеќам како да шетам низ приватна фирма или државна фирма. Се знае дека дневникот е символ на на оцена, така на ученик, каде што таму се запишуваат сите работи, и тој црвен дневник е символ на образованието. Лаптопот не е символ на образованието. Лаптопот е символ на работа, на рекреација, на игри, така и сите тие работи. Со сето тоа, со сите тие нагли промени кои што настануваат, особено денеска е погодено од вештачката интелигенција, и со вештачката интелигенција тие доаѓаат до побрзи информации. Тие информации според мене не можат органски да ги сварат толку брзо, да ги сознаат тие информации кои што ќе ги прочитаат, и доаѓа до пат на концентрација. Тоа е до некаде околу половина час до 40 минути. Дали може да издржа сите концентрацијата за редовно предавање, и пред се меморијата е намалена, не се паметат работи кои што се учени пред неколку недели, а не па да кажеме пред неколку месеци или години, каде што треба да се тоа употребува после. Мислиш дека треба нешто се промени во нашиот образовен систем, пристапот од наставник кон ученик, за да децата можат да имаат поголема едноставна концентрација, да ги примаат подобро информациите и подоцна да ги развиваат во вештини. Информацијата не е само за постига како информацијата, треба да биде да може да употребиш практично во секојдневниот живот. Од општа култура, мислам, ние имаме проблеми со општата култура. Имаме луѓе кои што од младите генерации кои што не знаат што е 2 август, например. Тоа е многу девастирачко според мене. Тоа се должи на покрај на лошиот пристап на самиот образовен систем кон децата, што не се посветува доволно внимание како тие примаат информацијата, исто така и на недоволната заинтересираност на децата да научат нешто повеќе. Каде лежи проблемот тука? Зошто децата не се заинтересирани да добијат знаење, а знаењето е моќ? Кривицата е, не можеме да ги обвиниме ниту родителите дека они да им допуштаат на децата од дома да прават се што, да се обвиниме самите нас. Ние настојуваме и сме ние настојуваме и даваме се од себе, особено тоа што го видов јас во неколку наставни колективи. Ние се обидуваме да го дадеме максималното од нас, но на еден начин, каде што кажавме прето дека денешните учебници се сосема променети и дека таа материја, која што е дадено на еден ученик од 6 деление или 7 или 8, е многу потешко да се разбере, додека претходните учебници беа, можеме да кажеме 90 до 100-120 страници, каде што една лекција не беше на 2 до 3 страни, тоа ние го паметиме една лекција, додека сега една лекција има на 4-5 страни и толку многу информации, тие се, и кога веќе толку многу информации ќе им се насоберат, они го губат и енергијата и како и заинтересираноста, за да може да ги разберат, да ги понесат со себе или да сакаат тоа да го учат. Пристапот на чест го гледам тоа по мојот предмет е најчесто доста методолошки, затоа што тука според цртежот, кога се гледаат
Значи доста карактеристики на една личност, а додека сме значи кај теоретскиот дел, значи на чисто кажам од мојот предмет до сега, значи со гледано до ден денешен, значи кога сме кај теоретскиот дел и значи општи поими да се запамтат, значи тука заинтересираноста и концентрацијата се намалува и паѓа. А претпоставам дека ако јас задавам значи помала материја, кај предметите кои што се поопширни, кои што се значи општествени теми, предмети или науки, претпоставам дека уште до поголем степен значи до уште поголем проблем се соочуваат. Значи јас што се нели информации се повеќе, немаш многу практична работа како што е во ликовната, нели. Тука наставно е проблемот. Па се нема кога се изучува еден предмет, значи убаво да се има и значи методолошка практика. Еве на пример предмет да земеме историја, да се носат децата нели во музеи, така значи да ги видат тие работи што ги учат, да ги видат. Значи еве на пример во мојот предмет на пример по ликовна, значи да ги носиме во на чисто во музеи, галерии, да видат нели како се работи на пример предметот музичкото, нели да се носат на опери, театри и така. Значи тоа што го учат да го осознаат, да го видат. Затоа што моите наставници кои што се од уште по стара генерација, уште од тогашен Советски сојуз, тие што го наследиле, потоа викаат се што ќе прочитате ќе го заборавите, ама се што ќе го доживеете ќе го паметите. Затоа и многу е битна таа значи методолошка соработка на предметот со институтот. Значи за да може на пример еве во на пример хемија, физика да ги однесат во фабрики каде што се произведуваат пример нели бои и такви работи, да ги видат хемиските реакции кои се они учат на хартија, да. Ние знаме тој со хемиски елемент и ќе добиеме тоа, ама да видиме во живо како изгледа. Значи визуелно они ќе ги запамтат и ќе им биде уште многу поинтересно да го учат предметот. Така, има ли наставникот и професорот денеска во нашиот образовен систем слобода да прави такви екскурзии, да кажеме, или ете како настава природа, например, и да ги однесе децата некаде во некој институт, во некоја галерија, во некој, не знам, во некоја фабрика каде што има такви некои процеси зависно, нели, во музеј, или пак нема никаква соработка на самите училишта со институтите, со воопшто другите институции низ државата? Мислам дека нема доволно соработка. Тоа беа значи моите идеи од кога јас значи завршив со неколку предмети од магистратурата. Мене сами значи куратори на музеи ме поканија да донесеме дел од децата. Мислам не само тоа, значи не само од мојот крај, тоа треба да го правиме ние значи во цела наша држава, да ги значи децата од подалечните градови, села да се едуцираат преку, значи да ги посетат институции од тој, значи поврзани кои што се со предметот, а наставникот тоа не може сам да го донесе, тоа се донесува на наставнички совети, значи каде што се гласа, но гледам дека тука треба да има голема заинтересираност и самиот наставник и самиот професор да може тоа да го реализира со одреден број на деца, зависи, значи може да биде заинтересираноста на цели класови. Така, значи поентата нели што повеќе деца да се однесат од еднашка, да не биде тоа од нели да се поедностави целиот процес. Ако се оди со повеќе деца. Па сега тоа може значи најорганизирана работа кога се тоа значи се во групи, да. За да може да се посвети внимание, за да можат и таму значи кураторите тие што се објаснуваат, значи тие што се значи што се предвидени во институцијата да можат да ги упатат, да им покажат. Нели, тоа се случува кога во 4-та година во гимназија доаѓаат нели од факултети па си ги презентираат значи факултетите. Тоа се случува значи кога факултетите си ги презентираат значи нели за да се привлечат студенти кај нив на факултетот, додека на пример значи заинтересираноста на еден професор да го оцени својот предмет, па да ги однесе децата поврзани кои што се со предметот, да го однесе во наставен значи во институт поврзан со предметот, значи дава уште поголема, значи дава друг хоризонт, значи му отвара перспективи на предметот, да има значи поголема важност, да има значи децата да го гледа значи да го гледа од поинаков, значи од поинаква перспектива да го гледа предметот и така значи да се
И така да се појави таа бујност, таа бујна фантазија за да на уште полесен начин да можат децата, учениците да си ги најдат идните патишта, да не биде после 25 години, 26, не знам што да правам со животот, нели? Да. Не знам што, или кај голем дел гледаме дека погрешко го завршив тоа, или таму потрошени се години се тоа, дали не се плаќаат времето. Години се потрошени каде што не знаат зашто го завршиле, но не знаат зашто го завршиле, така да со упатување, со спојување на предметот и методиката, нели со теоријата и со практиката, добиваме на сосема друга. Тоа мислам дека можеби тоа треба да го направиме ние по новите генерации, каде што бара доста голема захтевност и енергија да се спроведе една таква програма во училиште, особено дали е основна или гимназија, дали се наоѓа онаму или таму. Процесот на спроведување е малку посложен, но е многу корисен. Така. Сакам да те прашам за предизвиците со кои што се соочува млад кадар образовниот систем и сега ќе го спојам со едно друго прашање кое што ти го начна во твоето излагање сега. Начинот на оценување во нашиот образовен систем. Нели, самото оценување не е само колку да му дадеш оцена на ученикот, туку и да го насочиш во одредена насока во кој што тој има афинитети, нели, да се развива понатаму во животот. Нели, ако има сите петки, каде би се насочил? Мислам дека и тоа е голем проблем за самиот ученик, да знае зашто го бива, зашто има помалку афинитети. Например, има петка математика, има тројка ликовно, например. Очигледно дека многу повеќе го бива, така кажано, за математика, отколку за ликовно. Ако имаме ние ситуација каде што имаме дете кој што ги има сите петки, кога ќе го погледне самото свидетелство, ќе види дека сите му се петки, ќе мисли дека да се го бива. Затоа имаме денеска каде што сите деца имаат петки по информатика и финки е препон. А кога ќе видите моментот каде што се упишале од прва година до четврта, бројот не само што се преполовил, туку останал, ако се запишеле 400 луѓе, останале 50 до крај. Така што мислам дека тоа би било еден проблем во нашето образование. Кој е твоето видување за ова? Моето видување за ова кон оценувањето, досега јас што сум слушнал, нели, скоро една година во кадарот, никаде не пишува во образовниот систем дека на ученикот треба да му бидат сите петки. Тоа го прават од дома, родителите ги притискаат децата. Никаде не пишува и никаде не мора, да не бидат сите. Јас дури јас самиот, кога бев во осмолетка, можев, ама не сакав да ми бидат сите петки, тоа што не ми бидат потребни. Не му се потребни на ученик. Јас сега станав више во наставен кадар влегов, каде што мене ниту ми биле сите петки, ниту во осмолетка, ниту во средна школа кај стручна, ниту на факултет сите десетки. Нема потреба до тоа, затоа што ако детето било, например, добивало награди и признанија на тие надпревари, и сега по тие 2-3 предмети има една или две пониски оцени, нека се останат пониските оцени, за да се направи една паралела, за да знае и самиот тој и родителите да знаат дека детето не може да го бива кој го бива за се. Тоа е многу деликатна работа и плюс сметам дека според мене оценувањето, нели, се содржи од полугодие и тромесечие. Најубаво оценување е табеларно. Од тестови, од испрашување и практичната работа, тоа е табеларно оценување. Јас го имам тоа кај мене воведено. Имаме од ликовни активности, од тестови и од ликовните активности ги спомнавме, тоа се цртежите, тестовите и општата историја на уметности. Тие три оцени се го кажуваат кога ќе се спуштат во една графа, самата оцена се формира. Самата оцена се формира, нема тука потреба зашто и така, нема да биде зашто тој добил тоа или он добил тоа. Имаме практичен дел, имаме теоретски дел, оцената табеларно се спушта самата на крај. Тоа го добиваме тогаш, тоа го добиваме тогаш. И на крај се собира, се дели и на крај самата оцена се спушта во
значи нема потреба од тоа да јас вадам бодовна скала на оценување. Кога самата бодовна скала се прават самите ученици. Точно така, да. Ме интересира дали самиот кажа дека родителите ги притиска децата од дома да има сите петки, да бидат одлични, да бидат скроз одлични и така натаму. Може ли наставниот кадар да издржи покрај толку многу притисоци од сите страни, нели да одолее на тие притисоци за да не стави петка на некој дете кој што едноставно ги нема сите потребни критериуми исполнети за да има петката, нели? Да, тоа е точно, значи притисоците од родителите се се поголеми и поголеми, значи испаќа дека децата дека ние треба да бидеме благодарни за тоа што децата доаѓаат, значи нели во школа, значи пред се ние не треба да сме ниту тоа ниту она, затоа што тоа е задолжително образование. Значи основното и средното е задолжително образование и ние таму сме отишле, значи како нели определени за тоа и според наставна програма зададена од Биро за развој на образование или од Министерството за образование, ние зададена, ние треба тоа да го пренесеме, доколку значи кај мене се случи тоа за прв пат, значи доколку некој родител смета дека детето треба да му има повисока оцена по оној или по овој предмет, тоа се случи и во мојот предмет. Јас кажав, еве ви ги учебниците, еве ви ги моливите, блоковите, еве ви програмата, одете вие предавајте му на детето и ставете му оцена. Тоа се случи, значи, да, тоа се случи лично со мене, јас им го препорачувам и на идните генерации кои што сакаат да влезат во наставен кадар, значи доколку постојат такви, значи предупредувања или заканувања или уценувања, значи слободно наставникот, професорот нека го земе учебникот, материјата да ја даде на родителот, ете ви ги учебниците, слободни ви се и слободно значи предавајте му вие и ставете му оцена, еве го дневникот, така ќе ја завршиме многу работата полесно. Значи сепак може да се одолее на такви притисоци, затоа што тоа мислам дека прави многу голема штета на нашиот образовен систем. Имаме нереална слика за нашиот капацитет како генерација, како нација, кој е нашиот степен на развој во образованието, нели тоа си повлекува многу после големи проблеми. Имаме тестирања каде што во Европа сме последни по успех во одредени области, нели, кај што се тестираат учениците од средниот основно. PISA тестирање, мислам дека се викаше тоа, ако не се лажам, каде што имаме најниски од цела Европа. А на домашно ниво истите ти ученици имаат петки по сите предмети. Така што мислам дека мора да се смени тој концепт на размислување и Министерството за образование малку да си ги приспита одлуките како кои дирекции ги дава до наставниот кадар, како да се формираат оцените и малку поостро да се постапи по тоа прашање. Се извинувам, затоа што големи проблеми образованието е темелот на една држава, како што кажа воведот. Мислам дека треба да видиме, да размислуваме нели пошироко и да видиме каде образованието наше ќе биде за неколку години, да кажеме десетина години. Мартин, ти што мислиш? Па јас мислам дека тоа треба да го оставиме сега, значи во нареден циклуси на емисии кои ќе ги правиме, затоа што тоа е многу значи многу деликатно прашање, значи отвори уште многу подтеми и подпрашања. Каде би било нашето образование, значи мислам дека јас би требало уште да осетам, значи да го осетам овој систем како внатре, значи нели во него, за да можеме да ги видиме, значи да ги видиме слабите страни, сепак има и јаки страни, за да можеме значи некако да се избориме, да го вратиме, значи пред се авторитетот на наставникот. Значи нели кој е авторитетот на наставник, дека тоа не е значи другар кој што дошол, значи нели во училница да правиме нели ние со него што си сакаме, нели да се значи да бидеме, да немаме никаква дисциплина и никаква култура и етика нели на часот. Значи да се врати авторитетот на наставникот, значи како детето го гледа наставникот, како родителите го гледат, дека не е тој значи предмет за каде што преку, значи дека кој што преку нас на децата ќе им става нели оцени, па се сите петки, со самото тоа што јас ќе попуштам некаде, со тоа што јас си
јас удирам сам по себе. Ако попуштам денеска, ќе треба и утре и заутре, ако се уметнеш 2 пати, ќе треба утре заутре 10 пати. И јас си го понижувам својот предмет и својот труд што сум го минал низ текот на образованието, за да можам да ја достигнам ова професија. Значи сам си удираш по својот предмет каде што таму сум се определил значи со овие теми со враќањето на авторитетот и интегритетот на наставникот, дека како што кажавме, тој не ни е другар или пак ако не е близок пријател, значи не ни е пријател на час кога е. Тој е наставник таму. Значи тој предава. Значи он има сосема други гледишта, значи он затоа се вика воспитно образовни установи се викаат. Ние имаме огромна задача во овие бурни времиња каде што треба да создадеме идни квалитетни генерации, со враќањето самиот наш авторитет и интегритет, исто така и со најбитно нешто е враќањето на почита кон ученик, кон наставник, затоа што денеска гледаме дека децата се повеќе и повеќе, тоа не само што ќе го кажам јас, тоа го гледате и сите што ќе го слушнат сега ова во емисијата, дека се повеќе вредноста ја губат наставниците од самите ученици. И така испаѓа дека за целиот овој систем дека за сето ова што се случува во нашето образование дека сме криви ние од наставниот кадар, денеска да се соочиш во училница со 25 деца или 30 деца, каде што според мене како што гледам, па јас родителите не можат со 1-2 деца дома да се соочат, а ние треба со 25 до 30 деца да се соочиме во една училница, да воведеме атмосфера на часот, дисциплина на часот, темата да ја обработиме на часот. Тоа е голема вештина и мислам дека тие треба да имаат почети кон тоа што ние го правиме. Така, Мартин, ти благодарам за излагањето. Навистина ми беше многу мило што зборевме за оваа тема, затоа што мора многу повеќе внимание се посвети на ова. Повторно ќе кажам и цело време ќе го повторувам тоа едно исто, затоа што без образование ние немаме држава. Тоа е едно од трите столбови, 3-4 столба на државноста. Покрај безбедноста, здравството, одбраната, тука е образованието, затоа што почнува се од образованието. Ако имаме квалитетно образование каде што учениците, децата ќе се развиваат во квалитетни личности понатаму во животот, тие подоцна ќе произведат квалитет, ќе произведат продукт кој што ќе биде корисен и за нашето општество и за државата, а со тоа како што ќе растеме како индивидуи во образовниот систем, така ќе помогнеме и да расте државата. Сите сме должни да помогнеме државата да оди напред, а тоа можеме да го правиме само ако имаме доволно знаење и умешности кои што ќе ги стекнеме во нашиот образовен систем, кој што за жал денеска е руиниран, едноставно практично на ниво на непостоечкост. Мислам дека со тек на време, ако доаѓаат нови кадри како Мартин тука кај нас, дека ќе може да се поправи нешто и сум оптимист и се надевам дека ова емисија ќе допре до повеќе наставници и професори од нашиот образовен систем, да видат како треба да се постапува со младите генерации, тоа што Мартин е представник на таа генерација млади професори кои што допрва треба да ги создават новите генерации на македонци кои што во иднина ќе ја водат оваа држава. Почитувани гледачи, ви благодарам што не пратевте. Овој серијал ќе пробаме да го продолжиме со уште неколку емисии. Мартин, се надам дека имаше уште повеќе што да кажеш, дека одека не завршуваме со нашата дебата. А за понатаму ќе обработиме некои пошироки теми за нашето образование, каде што ќе разработиме и подетално што се случува во нашиот образовен систем. Ви благодарам што гледавте оваа емисија и се гледаме некоја наредна.